Почитувам подпредседателя, почитувана председателка на комисијата, почитувани колеги. Денес го разгледуваме извештајот на Комисијата за спречување на корупција за 2019 година. Го разгледувавме и на комисијата. Конструктивно имавме и забелешки, имавме и одговори. Меѓутоа сакам овде дополнително да наметнеме некои тези за кои што сакаме да ги расчистиме, за да можеме да бидеме со една јасна цел дека оваа комисија целосно и транспарентно ќе продолжи да ги идентификува криминалните и корупционите скандали, но да бидеме најасно дека и ќе произлезе одредени резултати од сета ова работа и конечно ќе добиеме одредени и правосилни пресуди од страна на надлежните судови. Сакам најпрво да ја тргнеме фамата дека министерот, кој што се наметна темата дека министерот за борба против корупцијата е некое тело кое е надлежно да координира или која му е и целта и тој самиот не знае, сакам едно да кажам. Ова министерство е направено за концентрирање на моќ, воспоставување и ставање рака над сите оние органи кои што се надлежни за прогон и за пронаоѓање, детектирање и процесуирање на противправните дејанија на сите сторители. Зошто? Бидејќи токму од ваквите извештаи, како што е на комисијата, произлегува суровата реалност во која се наоѓа Република Македонија, што иако одредени структури од владеачкото мнозинство сакат да се поистоветат со комисијата, односно да ја поистоветат комисијата со партијата на власт, станува збор за нивни страв дека одредени коруптивни скандали излегуваат на виделина, а со тоа воспоставуваат механизми противуставни министри и министерства се воспоставува да можат да координираат. Што ќе координираат? Секоја надлежна институција за борба против корупција, комисијата, јавно обвинителство, други органи за прогон, судовите си имаат своји надлежности и согласно Законот за организирање на државна управа дел согласно другите закони, значи сите си имаат своји цели и задачи како да постапуваат. Ниту им е потребна координација, а најмалку председателка сметам дека треба да имате координација со ова министерство, бидејќи вие според вашите надлежности треба да ги контролирате токму нив, бидејќи ќе потенцираме една изјава на сегашниот премиер кога беше во опозиција, вели вака: корупцијата е во власта, бидејќи тие управуваат со државните ресурси. Дали денес стои истиот на оваа теза? Не, бидејќи против еден функционер од неговото обкружување самиот не смогне сили да поведе вакви постапки. Меѓутоа, да тргнеме од извештајот и бројките кои што се споделени овде со нас, ги разгледувавме, но и овде сакаме да ги потенцираме дополнително, за да можеме да бидеме најасно со сите наши ставови и целосна слика за работата на комисијата во делот на своето постапување, иако, ќе кажам, се работи за 2019 година, набрзо го очекуваме и за 2020 да го разгледуваме, се надевам дека нема да имаме такви податоци како во овој во 2019 година. Можеме да зборуваме за бројки од областа на корупцијата. Вкупен број на примени пријави се 710, односно 687 од граѓани, решени се 100 предмети, од кои 23 по сопствена иницијатива. Сега, во однос на овие бројки, сакам да потенцирам дека во однос на судирот на надлежности вкупната бројка е околу 430, од кои 364 од граѓани, а решени предмети се 134, од кои 66 по сопствена иницијатива. Оправдувањето на тезата дека се зголемени пријавите до антикорупцијската комисија се од типот дека граѓаните се ослободиле од некои стеги кои што ги имале, да се охрабриле да пријавуваат, може да ја согледаме и на друг начин. Како? Можеби со овие постапки кои што ги имаме, не станува збор за ослободување на граѓаните, меѓутоа за мултиплицирање на противправните дејанија кои што ги превземаат одредени носители на јавните функции и затоа се зголемени и овие пријави. Всушност, неколку бројки од овој извештај
привлекуваат внимание, зашто сакам и подетално, ако може, со председателката повторно да ги разработиме. Вели вака, во табела 3, примени пријави за формирани предмети по собствена иницијатива за корупција имаме 687, по собствена иницијатива 23. И внимавајте, број на отворени предмети немаме податок. Број на решени предмети 100. Судир на интереси 364, собствена иницијатива 66, 221 отворени предмети и решени 143 и така натаму. Што точно станува збор овде? Овде станува збор за намерно кочење на самата комисија во однос и на ресурсите и на материјалните можности со цел да нема поврзаност, како што наведе и самата председателка, со сите оние други надлежни органи и бази на податоци, 17, ако не се лажам, како што да немаат релевантен податок во дадениот момент за да можат да процесуираат, а со тоа истите ниту имаат увид за повратна информација каде и до каде е постапката. Што всушност станува збор? Ова е карта во еден правец. Комисијата иницира, комисијата ги проверува сите факти и докази кои што ги има, меѓутоа единствено прекршочната постапка и надлежност што ја имаат. Каде завршуваат овие предмети, колку од нив се прифатени, колку се одбиени, сето ова го немат како податок и немаме повратна информација. И од овде можеме слободно да заклучиме дека станува збор за обструирање на работата на оваа комисија во овој дел, бидејќи како се доставени иницијативите. Според мене и согласно сите законски, позитивни законски прописи, мораат да имаат повратна информација што се случило со одредени пријави, со одредени постапки кои што се процесуирани во постапка во истражните органи, правосудните органи, што понатаму се надлежни да решаваат со своји пресуди, решенија и така натаму. Меѓутоа, во нашиот случај гледаме дека нема таква. И можеме слободно да заклучиме дека ова е карта во еден правец. Зошто? За да не се откријат целосно сите ситуации и работи кои што се детектирани, а згора на тоа секако ќе поврзам дека и ставањето на рака врз самата комисија и другите органи на прогон од страна на вештачки вметнатото министерство начело со Лупчо Николовски е всушност власта воспоставува механизам на контрола и над јавното обвинителство, и над судството, а секако и над независните тела, кои што се формирани, впрочем, согласно посебни закони и согласно изборот, на поинклузивен начин се избрани, меѓутоа истите сакаат да воспостават контрола над сите овие тела. Затоа, во догледен период, мораме да се надминеме. Таквите хибридни форми, како што беше така нареченото специјално јавно обвинителство или сегашното Министерство за борба против корупцијата, ги девалвира сите институции постоечки во државата и сите нивни надлежности ги превзема кај себе под еден изговор и небулоза дека е орган кој што ќе координира со другите органи. Сите други органи си имаат законски овластувања за постапување. Затоа ќе ве замолам да се дистанцирате од ваквите од ваквите координации и сметам дека ниту ќе имате полза од ова во јавноста, ниту ќе имаме нешто што ќе придонесе за подобрување на сликата во јавноста, бидејќи сите знаете дека перцепцијата за степен на корупција е на доста големо ниво, односно сме на 111-то место според Transparency International, со 70% недоверба во правосудните органи. Сето ова е склоп на сите овие работи. Но овде директно прашање до председателката за еден конкретен факт во табела 7. Преглед на затворени предмети. Вели вака: причина за затварање на предметот: отсуство на елементи за натамошно постапување, најчесто застареност. 23. Вели вака: дополнително имаме иницијативата пред основно јавно обвинителство, од каде е пристигнат одговорот за ненадлежност за застареност на предметот 2. Значи, од 40 предмети имаме 25 предмети кои што се застарени. Дали, прашањето ми е дали имаме покренато, односно имате покренато одредена иницијатива за поведување на одговорност против лицата кои што дозволиле овие работи да застарат и иницијатори кои на застарување на овие предмети.
Ви благодарам. Благодарам. Реплика председателката на комисијата, госпоѓа Билјана Ивановска.